Ке остане ли Германија без автоиндустрија? Пазарот преживува тектонски промени кои не одат во прилог на земјите кои имаат традиционално големо автомобилско производство. Тоа станува јасно и без да се погледнат бројките за реализацијата, но е многу поалармантно отколку што изгледа. Според интерпретацијата на резултатите на работењето во ланската година, која ја спроведе јапонската аналитичка куќа Marklines, позната по нивното педантно следење, Германија треба да биде загрижена. Ако во 2018 година таму беа произведени 5,1 милиони автомобили, лани нивната бројка спадна на само 3,4 милиони. Истовремено, германските производители ширум светот произведоа повеќе од 10 милиони возила, што им донесе рекордни профити. Трендот на намалување на германското производство не е нов, но се интензивираше овие 5 години. Може затоа да се обвинуваат пандемијата и кризата со снабдување со компоненти, но вистинската причина се цените на енергијата и високите плати и даноци. Ако на ова се додаде и транзицијата кон електричните возила, се добива мрачна слика за иднината на германската автомобилска индустрија. На тоа посочуваат и одлуките Volkswagen по ефтините електрични возила да ги произведува во Шпанија и огромните инвестиции што ги најави Мерцедес во Полска. Ова не е случајно, бидејќи според податоците, бруто цената на еден работен час во автомобилската индустрија со дополнителните трошоци и давачки во Германија изнесува 59 евра, во Шпанија 28, а во Полска и Унгарија само 13 евра. Германската асоциација на автомобилски производители VDA смета дека по пример на Франција и Америка треба итно да се презедат офанзивни чекори за заштита на домашната индустрија. Според нив, посебно болна ќе биде иднината за добавувачите кои немаат можност да ги префрлат своето производство во некои поевтини земји. Тоа заедно со замирањето на пониските класи возила што се очекува ќе ја доведат Германија во позиција да биде бутик производител само на скапи автомобили.